Почитуван колега Сиев, во врска со донесувањето на овој сомнителен закон, ќе се надополнам на вашиот говор и јас исто така ќе запрашам зошто не се земаат во предвид укажувањата на државниот правобранител и зошто овој спор не се решава побрзо согласно Законот за енергенси, туку на ваков криминален начин. Државното правобранителство укажува на потребата пред да се склучи спогодба да се донесе акт во собранието, односно да се донесе нов закон за енергенси. Исто така укажува на тоа дека ист субјект нема право во исто време да ја врши дејноста оператор на системот за пренос на природен газ и дејностите трговија или снабдување со природен газ. Ова е спротивно од одредбите на Законот за енергетика кои се однесуваат на собственичкото раздвојување. Колега Апасиев, како и вие и јас се прашувам, зошто таков закон да се донесе во собранието? Да се подели одговорноста ли? Ова е невиден криминал од светски размери. Наместо да му се помогне на приватниот сектор во овие моменти на криза, да ги задржат вработените, се префрлаат 33 милиони евра на сомнителен начин, а бројот на невработените се повеќе расте и достигна 52.000 невработени. Пропаѓаат фирми, се уништува Евростандард банка. Наместо да се набават бесплатни вакцини, кои се толку битни, се носи ваков закон кој го оспорува и народниот правобранител. Со ваква влада и вакви криминални постапки тешко на сите нас и на сите што живеат во нашата Македонија. Паролите «Живот за сите» и «Едно општество за сите» со ваков криминал се повеќе бледеат и ја губат смислата меѓу граѓаните во Република Македонија. Благодарам.